Почитувани представници на медиумите, тема на денешнава пресконференција е реакција на пресконференцијата на министерот Никола Тодоров во петокот по најавата за изградба на нова клиничка болница во Штип. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, додека граѓаните на Штип и околината се лекуваат во мизерни, крајно недостоинствени услови, Штипската клиничка болница повторно е дел од лажната пропаганда на ВМРО ДПМНЕ. Без ниту минимум морална одговорност за катастрофалната состојба во која што се наоѓа болницата во Штип, без ниту малку срам, министерот Тодоров по кој знае кој пат најавува почеток на незината изградба. Власта на ВМРО ДПМНЕ веќе 9 години ги лаже штипјани. Прво, во 2006 година ВМРО ДПМНЕ ветуваше реконструкција на болницата во Штип. Во 2006 година, повторно пред избори, по втор пат се најави нејзина реконструкција и штипјани повторно беа излажани. Како што се влошуваше состојбата во Штипската болница, така се зголемуваа и лагите. Пред сите избори, ВМРО ДПМНЕ најавуваше изградба на нова болница. Така беше и во 2011-та, и во 2013-та, и во 2014-та година. Така е и сега. Поминаа 9 години, до ден денес ниту трага од бомбастичните најави. Сите овие години, пациентите од источниот регион се лекуваат во мизерни и крајно недостоинствени услови. Недостиг на основни средства, лекови, преполни болнички соби со 10 па и со 12 кревети, лоши хигиенски услови, простори полни со мувла и различни инсекти. Министерот во заминување Никола Тодоров, наместо да манипулира со јавноста во обид за да ја избегне сопствената одговорност, должен е да одговори. Зошто во Штипската клиничка болница подолг период недостасува основен оперативен материјал, хируршки конци и хируршки ракавици? Зошто во континуитет недостасуваат неопходните лекови во болничките шкафови, а пациентите се принудени сами да ги купуваат? Зошто во континуитет недостасуваат реагенси во болничката лабораторија? Зошто недостасуваат основните лекови за тешко бубрежно болните пациенти? Додека штипјани се оставени без основни услови во Штипската болница, власта во заминување троши стотици милиони евра за непродуктивни проекти, споменици, фонтани, бронза и мермер. Граѓаните повеќе не веруваат на лажните пропаганди и манипулации на Никола Тодоров и ВМРО ДПМНЕ. Господине Тодоров, поради вашите погрешни политики гаснат млади животи. Вие немате морален кредибилитет да зборувате за градење на нови болници. Само ваше заминување, заедно со целата влада на ВМРО ДПМНЕ, го отвара патот за вистински здравствени политики и подобри состојби во здравството. Ви благодарам.